Доколку меѓународната заедница не превземе итни и храбри мерки за да возврати на катастрофалните ефекти на COVID-19 врз образованието на бегалците, ќе се намалат можностите да се користи потенцијалот на милиони млади бегалци кои живеат во најранливите заедници во светот, наведува Агенцијата на Обединетите нации за бегалци во извештајот објавен денеска под наслов "Заедно за образование за бегалците". Податоците во извештајот се засновани на вкупните бројки на уписите во училиштата за 2019 година. Иако децата од сите земји имаат потешкоти во образованието како последица од COVID-19, децата бегалци се особено загрозени. Веројатноста да не посетуваат училиште пред пандемијата била двојно поголема за децата бегалци отколку за децата кои не се бегалци. Многу од нив не ќе може да го продолжат учењето поради затворените училишта, не можат да ги дозволат уплатите, униформите или книгите, недостапноста на технологиите или бидејќи треба да работат за да го издржуваат своето семејство. Половина од децата бегалци во светот веќе се надвор од училиштата, по се што поминале не можеме да им ја земеме иднината со тоа што ќе им го одземеме образованието денес. И покрај огромните предизвици на пандемијата, со големата меѓународна поддршка на бегалците и заедниците кои ги прифатиме, можеме да ги прошириме иновативните научни и начини како да ги заштитиме критичките придобивки во образованието на бегалците од последните години, се вели во соопштението. Без големена поддршка ќе се загубат стабилните и тешко стекнати придобивки во однос на уписите на училиштата, универзитетите и технички и стручни образовни институции, во кои случаи на трајно со можност да се загрозат наборите за да се постигна целта број 4 за одржлив развој, да се обезбеди инклузивно и еднакво достапно квалитетно образование за сите.